Еве сме назад во вечерниот термин за Студио 1. Вечерва се одлучив мој соговорник да биде Зоран Спировски. Зоран Спировски, вака можеби како име и презиме, не ви значи многу, ниту пак е познат или познат на пошироката јавност, но Зоран Спировски има приказна која што би рекла почнува пред 23 години, почнала пред 23 години, а чија годишнина беше вчера, односно 23 години од атентатот врз председателот Киро Глигоров. За да не должам многу, Зоран Спировски е синот на шоферот кој што загина при овој обид за атентат. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојде пред се. Добро е, најде. Твојата приказна досега не е нераскажана. Имала јавноста прилика да ја слушне, но она што тебе би рекле ти пречело досега е фактот што секогаш биле кратки истории, биле недокажани, недоречени, а сметаш дека сепак има тука повеќе детали, повеќе работи кои што и чувствуваш потреба да ги кажеш. Јас така и би почнала. Би почнала пред 23 па и повеќе години. Александар Спировски беше твојот татко, Да. шофер на Киро Глигоров, но не само на Киро Глигоров. Кој беше Александар Спировски? Па вака, многу малку се знае во јавноста и многу малку акцент се става, значи при самиот ден кога се одбележува годишнината од атентатот, секогаш се споменува првите речиси 15 и повеќе години се споменуваше дека само една жртва, ретроактивно наназад дека немало жртви, потоа дека имало жртви, па потоа хронолошки дека имало возач загинат, за веќе по наша иницијатива да почне името и презимето му се споменува на оној кој што загинал. А кој што единствен загина на должност во тоа време. Меѓутоа иритира и крајно невкусно е кога секогаш од страна на новинарите се кажува за жал атентатот помина без последици. Бидејќи еден згасна човечки живот, на лице место загинат умрен човек, мислам, ако за некого е небитна работа и безсмислено, значи, мислам, ние го сваќаме како семејство и поширока фамилија, значи не загинал функционерот во тој момент за кој бил наменет атентатот и сега не треба да го спомнуваме возачот, телохранителот е било кој. Друга работа што се кажува дека возачот, меѓутоа татко ми беше и заменик телохранител на председателот Киро Глигоров и личен телохранител на господјата Нара Глигорова. Колку време беше татко ти со Киро Глигоров? Па беше од самиот почеток, значи од неговото назначување на функцијата од 91 и се зближија, стана и добри приврзаници, пријатели и семејно се дружа и по истекот на 40 години во тоа време, нели стаж за машки лица во Република Македонија, председателот инсистираше да му се продолжи работниот век. Тој наполни 40 години и 6 месеци, значи пречекори границата за одење во пензија. Затоа што председателот кажа, не знам, дали интуитивно или на шала или не знам, можеби некои сознанија, ако треба заедно ќе гинеме и заедно ќе бидеме до крај на оваа позиција, заедно ќе се бориме за Република Македонија. Она што можеби и не го знаат, јас исто прв пат го слушнав од тебе, дека твојот татко пред да биде на оваа позиција, велиш и заменик телохранител и шофер на председателот Глигоров, имал исто така завидна кариера од исти тип би рекле. Да. Па и тоа беше пресуд на председателот да се одлучи за него, бидејќи бараше најискусен возач во просторите на бивша Југославија, значи ретроактивно ако се земе. И исто така што работел твојот татко претходно? Работел способен и физички способен човек, бидејќи беше спортист претходно, беше првак на Југославија во бокс. Во бокс во полутешка категорија. А возел претходно кого? Значи почнувајќи од личен шофер на Јосип Брз Тито и ред други председатели на ЦК на бивша Југославија и понатаму додека
во времето дека Македонија не стана зависна држава, значи Социјалистичка република Македонија во рамките на Југославија ги возеше сите председатели на председателството, така беше назначена таа функција. И потоа почна со председателот Глигоров и тука и заврши. Какви сеќавања имаш од своето детство, би рекла, на тоа што е таткот и колку воопшто имавте прилика често да бидете заедно заради природата на негова работа? Да, па многу бев често, значи на сите пропатувања, значи во Белград имам долго време престојување и живеено. Значи јас помалку време бев со мајка ми, повеќе со татко ми. Меѓутоа пресудна улога, нели, тоа е веќе друга приказна, одигра мајка ми во воспитувањето, меѓутоа во поголемиот дел од кариерата на татко ми бев присутен, значи цело време го следев, бидејќи не знам, му бев некоја потпора и во Србија и во Македонија, каде што можеше да ме земе, нели, имаше протоколарни процедури таму. Колку важеше за него како шофер или како заменик телохранител, а сигурно важело, мај веќе го поставам и тоа прашање, моментот на дискреција, на тоа дека многу работи предпоставувам. Да. Не се кажуваат, многу малку се кажуваат и така натаму. Па и третиот податок дека беше премногу дискретен и лојален на функционерите, поради тоа и председател Глигоров го овласти за беше ополномоштен да ја отвора неговата пошта, доде во банка, да му ја зема пенсијата од Србија, не знам и такви ред други работи. Да пазари. Так, значи со полна доверба. Да става зимница дори дома, значи беа толку блиски, да. Бидејќи сега полека ќе влеземе во овој судниот ден, би рекле, кога се случи овој немил настан, бидејќи нели често се зборува за тоа која била рутата на движење на председателот од неговиот дом до собранието каде што му бил кабинетот. И се зборуваше постојано дека биле 2 или 3 рути во прашање. Знаеме ли, например, како се носеше одлука, во кој ден, која рута ќе се вози? Видете, така, значи имам некои сознанија, да. Како син на шоферот, јас да си прашал, нели, да. Па не, премногу прашував, бидејќи многу сум љубопитен и што викаше татко ми, мал водиш политика и ќе те биде за политиколог, бидејќи денеска сите можни вести на телевизијата ги следам и уште тогаш, значи. Да, тоа забележи. Во неврзани муабети со татко ми често после работа, многу малку време имаше за дома да биде присутен, меѓутоа додека ручаше или вечераше, ископав по некој податок од него и ми кажуваше дека бил ополномоштен за отварање на поштата и дека... А ова возење во рутава? Па и за рутата дека му сугерирал на председателот, нели е во ред председател веќе конечно да сменеме рутата. Исто така и протоколот му сугерирал, меѓутоа кажа дека председателот инсистирал и тоа категорично да се оди по таа рута. Сега пред 23 години ти имаш 24 години и си студент по македонски јазик. По македонски јазик и на самиот ден на извршувањето атентатот, пред да се случи во 9:46, значи јас некаде околу 8-9 часот се разбудив и во креветот го спремав последниот испит и дипломскиот испит истовремено. И татко ми имаше... Живеете тогаш на Водно? На Водно, во семејната куќа, да. И тоа што е експлозија во 9:46. Така, меѓутоа пред да се случи тоа, значи татко ми беше многу лојален, како што кажав, на работата и многу беше ажурен, значи на време ги извршуваше работите, дури председател му се чудеше. Пред време имаше човек што ја пере колата, меѓутоа тој одеше повторно преперуваше, немаше доверба. Тој ден имаше страшно јака интуиција, некое силно пречувство и бидејќи ја отвараше поштата, имаше закан исто, сакав да кажам претходно, што председателот ги свати како некоја си детска шега. Кажа дека беше по природа многу насмеан, така и многу медиуми сакаа да го сликаат, меѓутоа не дозволи од погребалното предпријатие на надгробната плоча, така и инсистиравме да биде последната слика насмеан. Ставам бидејќи по природа беше нонстоп насмеан и покри сите проблеми кои што ги имаше семени на работа. Беше по природа видар и насмеан, мислам дека јас сум на него и покрај сега ете може да се насмеам и покрај тешката ситуација и проблемите. Меѓутоа тој ден ми кажа, сине, го спремаш испитот, да. Никоја што не се вратил 2 пати, во тоа време нели немаше мобилни телефони, го заборави прво пиштолот, службениот, го заборави пејџерот,
што кажав немаше мобилни, и се врати трет пат да ме гушне и ми кажа, можеби ова ќе не биде последна средба, бидејќи по аналогија на нештата, по дефолт на сите закани, можно е денес да ми летне главата. Замислете. Страшна интуиција, така и се случи буквално, ете, сежам сега кога го зборувам ова, буквално му летна главата. 9:46 велиш дека експлозијата Така. можеше да ја слушнеш и Дури самиот. наводно, да. Како што го спремав испитот, во кревет така лежарна ситуација, лежев и полуразбуден, почнав да читам, да се подсетувам, меѓутоа таа страшна експлозија пред Бристол, замислете, живееме на негде 360-380 метри од претседателска резиденција водна, толку силно се слушна, што можеше да се почувствува затресување на ѕидовите, креветот, што страшно ме дигна. Најверојатно интуитичари сме семејно, па некоја интуиција ме следеше, не знам зошто да го прекинам учењето на испитот и да го вклучам ТВ приемникот. Кога вклучив, прво не ми се веруваше, значи кога видов гледката беше директно на МТВ пренесувано од пред Бристол, само стоеше директно од пред Бристол. Прво мислев дека е некоја фотомонтажа, дека е некој филм се снима, дека татко ме главна улога, знаете, во тоа дел од секунда, просто неверојатно. Не може човек да свати дека во така мирна ситуација испраќаш човек во мирна состојба на државата и дека можеш да очекуваш да Да, ова се се случи такво ги нешто. гледаме и сега. Инсертите од овој немил настан. Со, нели, фамозното фичо кое што е паркирано пред Мерцедесот. Што се случува потоа? Се случува потоа колешка на мајка ми да се да каже дека и таа се онесвестила, и таа водена на некоја си интуиција, не знам како, пазарејќи на пазар за време на пауза работеше во Министерство за труд и социјала. Значи, нели, зелениот пазар, па тоа е Ептен блиско до Бристол и слушнала експлозија, меѓутоа колешката рекла што ти се слушали. Таа рекла сигурно маш ми загина, не знам, тоа се веродостојни податоци, верувајте, не знам, ама ете се случува човек да има во тој момент сите тројца да имаме силна интуиција во истиот ден. И се оват на мајка ми, значи се облекувам, прво одам ке комшиите да видам дали е вистина, ми кажаа дека е вистина, потврдени се беше веќе по другите телевизии, податоците и има аргументи дека се случил атентат и дека татко ми е загинат. И јас земам такси и одам, пошто сега во тој момент, знаете, не знае човек како да реагира, дали ќе ме пушта таму, каде е тоа, што треба да се прави. Прво отидов да ја спасам мајка ми, и кажа дека е во тешка ситуација, дека треба некој да иде со неа, бидејќи се брза помош однесена на ургентен центар, бидејќи и беше поставена на апарати, да, бидејќи е во тешка ситуација. Во тој момент човек стварно не знае како да реагира, дали да помогнеш да отидеш во да си го видиш за последен пат татко ми или не знам што се случи оваа страшна гледка или да спасиш уште еден живот да не се загуби во семејството. Ми кажа дека чичко ми браќето се веќе таму и дека јас треба да бидам со мајка ми, некој конзилиум од лекари ме посоветува, остани таму, потоа ќе овиш таткото и сите тие работи, процедури ода теча следствено поред. Што следува потоа? Потоа следуваат реакции по медиуми и тоа исто така покрај она што кажав претходно дека ден денеска слушаме од новинарите дека нема жртви. Вториот податок што ме иритира дека чудо како претседателот го преживева тој фамозен атентат. Меѓутоа јас имам податок дека не е чудо, бидејќи тоа е толку вешто испланирано од страшни професионалци, што луѓе од Крим техника и некои други пријатели од МВР ми кажа дека е толку испланирано вешто да биде прецизно вперено таа автомобил бомба и да биде детонирана и насочена кон претседателот. Меѓутоа во тој момент имаше нели застој со фичо, сите знаеме. Имаше некоја гужва колона и татко ми, бидејќи претседателот не го пуштил да излезе надвор, со едната рака фаќа вратата, меѓутоа малку се поднаведнува во тој момент до шофершајбната за да види што се случува пред него, кој го прави застојот. Бил страшно нервозен, сакал да експлодира баш буквално од нервоза, меѓутоа се случи друг вид експлозија за жал. Значи тоа што твоето сознание во тој момент да, од вториот кат на Бристол се детонира. Се детонира, да, бомбата и
Колку често имавте после овој настан прилика да зборувате, дали со надлежни институции или со помалку надлежни институции, па и луѓе за тоа што се случи? Па имавме со јавни обвинители, некои пријатели политичари, што беа блиски на татко. Дали сите тие разговори беа водени на ваша иницијатива? На ваше барање? Да, некој на наша, некој на нивна, претежно на наша. Значи, прашањата ги поставувавте вие, Така. нели, во потрага по Така. Вистина. многуте одговори или по вистината. Како звучи кога после толку време или какво е тоа чувство, кога после толку време ете виновникот се уште не е најден, истрагата е се уште отворена? Па тоа е многу чудно што сега кажувам можеби да, можеби не. Можеби некои сознание повеќе имам јас, можеби има семејството, можеби има некои блиски мои, можеби има некои политичари од власта, од опозицијата. Меѓутоа се уште не ми е јасно зошто толку тапкаво место и покрај тоа што можеби половината од извршителите, нарачателите, веќе што се вика и малите деца и птиците на дрвата ги знаат, да. Ние во тие моменти пробавме да се отвориме, посебно јас како гласноговорник. Мајка викаше треба портпарол да те стават, бидејќи можеби браќата повеќе молче, јас сакав така, секогаш сум бил за вистината и ден денеска се борам за правда, ама не знам колку ми успеа, колку не. Карактерот ми на мајка ми малку погласно зборував и затоа имаш и некои закани, претења, телефонски. Каде зборуваше и како зборуваше? На кого му пречеше? Па зборував претежно дома, меѓутоа не знаеш во тој момент кој ти доаѓа, кој ќе пренесе, што викаат зидовите имаат уши, така што можеби некој добронамерник под наводници што дошол во нашата семејна куќа пренел или не знам што, така што во тие мигови од пред паркингот, спроти нас имаше паркинг и куќата се вуваа луѓе, шуштеа по телефон, вика, претеа, не знам. Имавте ли прилика тогаш, не знам, велиш ајде можда некој бил дома кај вас, па тоа што сте го збореле излегло од таму, но имавте ли прилика јавно тоа, вистински јавно да кажете и што мислите и што чувствувате Така, на медиум? Така, мајка ми рече да се стрпиме 6 месеци, можеби ете ќе бидат свести совеста ке политичарите, ке проработи и ке јавните институции и судството и ќе може да се покрене некоја постапка или без да покренуваме постапка, ете ќе се добие некоја оштета или ќе видиме и ќе добиеме податоци па потоа да покренуваме постапка за оштета, бидејќи не е мала работа, нели, прв и последен за сега атентат. Меѓутоа во многу институции не кажаат дека не може да се крши законот, дека немало во уставот, не знам во амандмантот е тој таква работа, дури мајка ми доби најмала минимална пензија, покрај тоа што требаше да добие негде 13-14, доби 5.900 пензија. Јас не добив ниту една школарина на факултет, бидејќи требаше се уште, нели, се пролонгира давањето на испитите без разлика колку траеше. Браќата? Тогаш почнавме, браќата најверојатно некој подобро ги посоветувал дека треба да бидат молчаливи, дека од државата ќе добијат повеќе. Браќата си добијат... А каде толку се слушаше твојот глас, па некому пречел, па ти доби помалку? Па ете, мајка ми одлучи да чека, како што кажав, 6 месеци, Добро. потоа одлучивме да излеземе на медиум. Ете, се одлучивме за Фокус, во тоа време многу актуелен, немаше многу аудиовизуелни медиуми во 95-та година. Се одлучивме за Фокус, толку атрактивно списание, Неделник, така. читано така, неделник и... И таму ја кажувате својата приказна. Да, Што на е тоа повеќе што страници. ги здоболе другите, за да бидете знаете потоа како велат- казнети? Да, знаете како велат, вистината секогаш боли. Кажавме дека доволно чекавме, имаше цитати на мои на мајка ми, дека доволно чекавме и дека веќе е време по истекот на 6-7 месеци државата преземе нешто. Бидејќи јас се уште бев невработен, школарина неисплатена, пензијата минимална за издржување, никакви екзистенцијални услови, верувате, покрај тоа што Но во имавме таа куќа. приказна сте само со мајка ти без браќата? Да, без браќата, они во меѓувреме добиваат станови, меѓутоа тука е многу контрадикторно направено и многу невкусно, бидејќи јас и мајка ми како гласноговорници одиме во Комисија за стамбени прашања, тогашен министер без ресор, задолжен, не е битно како се викаше, од албанската партија ПДП и не издействувавме, верувате, во истиот момент толку беше ажурен министерот и излезе пресред 3 стана од 43 квадрати. Меѓутоа,
По истекот на 2 години дека се градеа тие станови, не знам, требаше процедури, клучеви решенија, јас се извесив буквално. Значи, покрај тоа што ние молевме, не издействувавме за сите, јас сум тој што извесив, а јас Станот молев. кој требаше да биде Да, на кој твое што име, молев. не го доби. Потоа добив некои си приказ на вие нарекол од кабинетот на Глигоров, кој што мене лично ми се допадна. Ти мајка ти многу зборувавте, ти беше мало ВМРО-вче, што страшно уште повеќе ми изиритира, бидејќи не е партиски определен покрај татко ми, не е битно, меѓутоа никој од нас не беше, јас, мајка ми, браќата. Не знам зашто се дрзна, кога веќе е доделен стан, некој од кабинет да го одзема. Значи не требаше се помага, ама не требаше не се одмага. Значи денес веруваш во тоа дека тоа што ти било дадено, потоа ти било одземено. Било одземено, бидејќи после X период се сретнав, зборуваш. лично, се сретнав лично со министерот и тогашен амбасадор во Данска, господинот Мухамед Халили, кој лично ме повика, со радо срце ме прими и ми кажа дека решението е буквално преправено и тој беше фрапиран и ми покажа, јас немам сега, не смееше да се изнесува тоа, од Зоран Спировски, а некој си Димитар Кондев преправено, кој што го добил мојот стан. Во тоа време и средниот брат добива некој си помал стан од 43 квадрати и тука веќе настануваат, фактички државата придонесува да настанат семејни расправи и кавки. Мојот стан е помал, јас викам нема, поголемиот вика јас имам, не знам, перипети, заврзлами, што да ви расправам. И од тогаш некако Од тогаш тоа се што нарушуваат и семејни семејните односи, да. Остануваш ти со својата мајка. Браќата, да, се Добро. иритирани, мајка ми живее некаде уште 12 години до 2007 Но ти со година. мајка ти живееш во семејна куќа? Семејната куќа, нели, што ја Така. имате на Водно. Ете, браќата добиваат станови, како што велиш, ви останувате таму. Работа во меѓувреме не Ништо од добиваш. тоа. Мајка ми полека почна да ти попушта здравјето, бидејќи јас видов дека нема аер од државата, нема работа и одлучив барем кога сум веќе дома се посветам на здравјето на мајка ми, да ја чувам, да ја негувам и такви работи. Се случуваат 300 проблеми, потоа барав прием ке господјата Нада Глигорова, отидов лично дома и ми кажа без разлика што е одземен станот, ти имаш прекрасна куќа, таа вреди повеќе, становите верувај, браќата ми ветија лично дека нема да чепкат од таа куќа по Ако смртта на ништо мајка повеќе останува ќе ти остане тебе. за тебе. Меѓутоа видите што се случува, значи на смртна постава кога се ветува едно потоа друго, значи кај секој човек нели велат очите потоа веќе се менуваат, алчноста на човекот нема граници, па не прашува брат, сестра која ќе дојде до поделба на имат, има многу ситуации, за жал не сум ни прв ни последен, меѓутоа кај мене е многу екстремна ситуацијата. Добро, мајка ти е, Мајка ми практично ти ја Да. препишува. станува инвалид 4 години ја чувам, меѓутоа она пред да легне во постава, значи тоа го тврдам и сега тука и покрај тоа што имаше шпекулации дека јас сум ја пресилил, значи добри 5-6 и не знам колку години пред да легне во постава ми го има подпишано тој договор. Сине, еме ти, знам дека ти ќе ме чуваш, другите не ми отворија врата 10 години колку, ја чат пат. И бидејќи владата и кабинетот одлучи и председател вика господјата Глигорова да ти да останеш тука, ете ти ќе ме погребаш, едно друго ќе ме чуваш и ќе направиме Куќата ќе биде во твоја Да, ќе владење. направиме договор за доживотна издршка на нотар завирена, имаше и сведоци. Меѓутоа Македонија не би била Македонија. Не ќе да ги наименувам моите добри соседи кои што сега се познати адвокати, мајка и син, ги има чести во вашиот медиум, па ќе кажам јас нема да бидам безобразен да ги именувам и покрај тоа што тие ми ја зацртаа судбината. Потоа не го верификуваа потписот нив, не замислете дека се тие потпишани како сведоци и се вртат на страната на браќата и ги застапуваат нив како ништо да По не било. смртта на Да. мајка ти. Договорот фактички како да не постои. Неважечки. Покрај тоа што е заверен во суд, на нотар, Добро, потпис, и сега се треба печат. семејната куќа да практично да ја Да делите. ја делиме, да. Јас останувам до 6 месеци во куќата и мислев дека нема да се чепка, ајде каква е таква е, со текот на времето ќе се вработам, сепак надаш, ќе поправам нешто и покрај тоа што беше веќе руинирано од 63-та во изградба. Барака беше всушност, не беше ни куќа. Меѓутоа, еден ден звони поштарот и се вчудо не видев кога добив судска покана за прво рочиште, некаде не знам 18 јануари, карикирам сега, 2008 година, да се појавам на првото рочиште за обжалување од страна на браќата на договорот за доживотна издршка.
И почнаа тие, знаете како идат кај нас, во тоа време многу се одолговлекуваа тие процеси, можеби 10 години повеќе траеше процесот. И јас видов дека нема крај, ополномоштив 2-3 адвокати и кажав јас не можам веќе тој суд да го гледам и нема да се појавам веќе стварно. Значи ополномоштив дедат без мене, зашто бев толку веќе во безсознание, иритиран и во тешка психичка Не проба во состојание. сите тие години на перипетии, како што ги кажуваш и заврзлами, да седнеш со брајката да се договорите како што доликува на семејство и на брајке? И имаше неколку обиди, меѓутоа беа толку арогантни и преку адвокатот и на само што дури сакаа физички се пресметат со мене и кажаа дека јас не сум ја заслужил таа куќа и ќе одат до крај до Врховен суд. И така и направија, меѓутоа нели правдата секогаш се забавува, меѓутоа излегува на површина. Беше некоја си судика, сакам да ја именувам лично и персонално, Верица Симоновска, која што најверојатно беше корумпирана страна на браќата, слушна во куларите на судот. Таа отиде во пензија, беше пред пензија, можеше да се дрзне буквално што сака да прави. Дури се обиде со запалка да го кине мојот договор. Вадев и нов и оригиналот го направи. Сакаше со безбедно ми свалат од суд. Куќата во која што седиш, ова барака, во неа седиш уште колку време по смртта на мајка? 7, точно 6 месеци, знам дека беше точно 19 спрема 20. Свети Никола помина, се сеќавам многу добро, славеа комшиите. Ноќта 2 спрема 20, во 3 часот се случува опожарување, значи толку беше, знам, силна зимата, не беше зима есен, меѓутоа беше студ. И немав друго загрејање, бидејќи во меѓувреме, сакам да кажам дека немав пари, нели, да се платат сметки, почна да исклучуваат струјата, дури ги земаа ребрата од радиаторот, верувате. Немав на што се греам и покри тоа што бевме на централно грејање. Кој ги зема ребрата? Од топлификација. Затоа што не И од можеше корна, да платиш. да, буквално. Баш. И се грееш на? На ќумбена дрва, кој што го најдов во подрумот. И се запали. Меѓутоа во сон имав една мачка, почнаа мјаука. Може би грубо кажано, меѓутоа тоа е вистината. Почнаа ме гребе и не знам, јас пиев некој седативен или во шок се уште 6 месеци, не е така лесно се превради смрт и загинување сите тие трауми. И дури него не почувствував пожарот кога мачката страшно ме изгреба и кога видов пламен тука на вилите, на косата почнаа гори, облеката, ќебето, јорганот и сите тие. Почна да се проширува поради ажурноста под наводници на нашите противпожарни бригади. Дојда дури после час и 40 минути некаде, пожарот почна да се проширува, меѓутоа за среќа не ја зафати целата куќа, но доволно не можеа некако да влезат, не знам, почна да кршат прозори и врати, јас почна да кажам, дојда дури со полиција, што страшно ме изнервира, и ми кажа, јас побарав помош од полиција, нели секој човек бара заштита од полиција, меѓутоа во тоа време полицијата, сакам да кажам јавно, ова не сум го кажал, дека Алфите и претходно има обиде до тие 6 месеци дека живеев пред да се случи пожар во куќата, се дрзна да ме тепаат буквално до смрт и исто така и полицијата ме внесе во комбе на комшика, почна писка, вика тоа е сопственикот, вика тоа не е сопственик, браќата кажа и комшиите дека тоа е дива вселен клошар, тука кој што нема ни црно на бело, тапија за куќата. Куќата остана ли во состојба? Куќата остана во состојба, репарира или? Меѓутоа донесов некои проценители, кажаа дека е скапа инвестиција. У меѓувреме кога се случува пожарот, ме носат нели во полиција за обид, ме носат брза помош во болница и потоа ме пуштија така, значи, не знам, кај сакаш оде, знаете кај нас како е. И јас не знаев веќе од тие моменти ноќе немаш институција, значи немаш каде да се обратиш. Затворени врати, знаете како се роднини во тие случаи, сите ти го вртат грбот кога ти е најтешко, пријатели исто така, нели, пријателот се позна. Завршив по улица така талкајки, шетајки, во тие моменти ноќе, нели, секој го бара Бог, јас како верник од баба ми, наследство од мајка ми. На првата црква буквално... Ќе го прескокнеш делот, каде што, барем оно колку што јас знам, поминуваш известно време буквално на улица. Да, тоа ќе дојде после, да. На улица, да. Меѓутоа, сакав да кажам дека во моментот на пожарот, толкајќи по улица, ја барам првата црква, се молам буквално по пат,
Одам во католичка, адвентистичка и на крај ме прибираат во Евангелска црква Скопје на Рузвелтова. 18 дена цели спијам. Значи што се вели Се грижат за тебе. да, бајаги ми се поправи, добив храна, витамини, едно друго, сместување, топол оброк, топол дом што се вели во тие моменти. И се одлучија да ми помогнат. Не ме условува, значи да се крстам едно друго, значи беа многу фер и ми помага долг временски период. Прво се одлучија за неколку месеци пробно, па едно друго. Потоа отидов екс период кај стрина ми, таа се разболе. И умеѓу време се одлучувам, викам, ајде, белки Господ ја чува куќата, заклучена е, ќе одам на водно. Кога отидов таму, верувајте што ќе видам. Буквално со брза помош ми изнесла, дојде еден другар по мене. Таму беше се можно искорнато, оплячкано. Ствари во вредност сигурно имаше над 50.000 евра, груба проценка моја. Буквално ништо немаше. Останато прозорци, врати, карабина. Уште еден шок. Уште еден шок, да. Тоа беше, значи, во меѓувреме тоа, да, ме подсетивте за претходно поминав бајање време на улица, да. Да го наречам вистински живот на улица. Така, да. Тоа се случи во еден преоден период, кога црквата немаше донации, кога немаше пари, ми кажа, снајди се некој месец, ама иди ки стрината. Меѓутоа стрина ми се разболува, јас морам буквално. Враќање назад нема во куќата и се одлучувам народни којни помош едно друго. Одам во Ѓорче Петров, меѓувреме се запознавам со една жена верничка, не е битно сега од која црква вероисповед, меѓутоа таа ме прибера добри 2 години таму. За потоа веќе и таа да се изнемошти, беше постара. И случајно тогаш во црквата еден човек ми кажа зошто повторни покрај тоа што се пришувале мајка ти, сега веќе друга ситуација, имаш тежок проблем, огромен, и обрати се повторно во Фокус. Значи во Фокус повторно бев примен од дотичните тогаш, од уредништвото, и објавија повторно сторија на 6 до 8 страници со фотографии и буквално преку ноќ следниот ден одам во кујната, некој од ме трга од позади, значи како што добив топол оброк, ме внесуваат во автомобил и ме цело време прашав каде ќе одам, не ми кажува. Најверојатно било Ти во таа сторија кажуваш, веројатно повторуваш по ете, кој знае кој пат како судбината те така оставила, што се вели, на улица, да се грижиш за себе како знаеш и умееш. Така. При тоа имаш и високо образование. Така е, тоа уште Некој пожалост. требал да се погрижи за тебе, не се погрижил и си бараш помош. Така што е нормално, нели? Така, Да. значи после тој текст добиваш велиш Да, ме чудно носат, возење. Да, чудно возење, значи. Добро. Тоа беше еден пикап обичен, не знам, ние сме пријатели на татко ти првично беше. Не се кире, барем да те утешиме на половина пат веќе од кога се избезамив. Не се кире, не е киднапирање, значи да носиме вистинското место. Го поминавме патот, нели, сега да не должам, отидовме до Централниот комитет, беше на ВМРО тогаш на власт, нели? И беше премиерот во една просторија, Никола Груевски, во другата, тогашниот да. премиер, Мартин Протегер, шеф на кабинетот, кој што рече, влези, ке мене премиерот е зафатен, имам некоја понуда за тебе, сакам да ти помогнем, имаме многу работа, да не должиме, и дај некој список од солуции за работни позиции, бирај кај сакаш да работиш. Јас одбрав, работната позиција беше слободна советник испразната на министерот Перо Стојановски тогашен, за образование и наука, 2008 година. Сега претпоставам согласно студиите кои што ги Така, имаш да. завршено, нели? Да, бидејќи требаше минимално познање на турски, јас имав во тој момент факултативно турски. Имав и српски, нели, под Б, така што И имаше ето, таму за нигде малцинство. никаде завршуваш како советник. Така, Ни повеќе, ни помалку. така, да. Велиш дека тоа раководство, освен работа, тогаш успева да те згрижи Така. и Во некои синемни физички, нели? простори, да. Че добивам Добиеш лекарски кров третман, над да. глава и така натаму. Телефон, се спријателувам со министерот, значи ред други привилегии. Колку време трае тоа, Зоран? За жал, таа радост
што вели народот наш, од кој на магаре, од магаре кон цело време така. Тоа е уште многу полошо кога некој веќе ќе се навикне на таков живот, па ќе се навикне на поубав. Жал радоста кратко трае и спласнува расположението и сета радост. 22 месеци, само неполни 2 години. Неполни 2 години. Така. И добиваш телефонски повик. Телефонски повик, бев на одмор, да, бев на одмор, ми кажа, потребен. земи повеќе годишен одмор, нема потреба, значи сега ние ќе покриваме тука, не е проблем. Раководителот ми кажа. Меѓувреме се во агенцијата за привремени вработување, која што нели преку која што бевме примени, имав договор за дело. Така гласија тогаш и се јавив, реков што е, викам се враќам на одмор, викам кога треба да идам на работа, вика јави се во министерство тамо, повторно знаете како е. И на крај во министерство кај некоја си женска личност требаше да се обратам. Ми кажа само телефонски нема потреба да се појаваш на работа, министерот рече дека доби отказ. Јас реков, може ли да дојдам кај министерот, знаеш дека министерот не прима, завршена приказна и ми го затворија телефон. Некои луѓе ме посоветуваа, што е сосема нормално, тужи ги едно друго. Прво си реков, немам решение за неопределено што ќе тужам. Немаш основ, така. Немам основ. Второ, немам адвокат, не сум во состојба. Трето, под сите тие притисоци, стресови и проблеми, не ми беше до тоа, верувајте, и препуштив на судбината, на Бог и на сите тие работи. И завршува и тоа. Завршува и тоа. За жал, да. Потоа се обратив, нели, јас цело време во континуирано си оде во црквата на проповеди едно друго и почна да доаѓаат за мене првично беа скептични, ме верувај, сега ти како збеснат, нели, не сакаш да работиш, почна неколку го се вида дека веќе загази во 36-7 година, веќе дека е многу тешко навистина во Македонија и ако ги читате огласите дека за машка личност без разлика што си со факултет уште е полошо во денешно време, тоа сам го искусил на своја кожа, ако кажеш факултет, работното место е за средно образование, тогаш веќе апсолутно те игнорираат. И проба, вида дека не можам да успеам во система да се вработам, не знам, од многу повеќе фактори причини, одлучи уште повеќе години, не месеци, години, излева бајаги во пресрет и многу сум благодарен ден денес да ми ја покриваат киријата, ако ништо друго и со храна. Ете, сноѓа Беше ли корисен за црквата во тој период? Да, бев, барем? продуктивен, значи Так. што се били придонесуваш за Бог, работиш и тоа е мислам благодат за сите. Зоран, денес не живееш во Скопје, Не, живееш во Струмица. така. Како се случи воопшто таму да завршиш? Па добро, после тоа кога реков ајде да бидам уште корисен, ќе пробам нешто, дојда некои мисионери во црква кои што само сакав ова да го кажам претходно, дека почнав да работам со мигранти кои што нели почнаа да доаѓаат во Македонија 2014-15 на Табановце, беше супер одлично, мислам општо полезна и за мене многу прифатлива работа, можев да комуницирам на јазици веќе, да се експонирам и со оглед на образованието, познање повеќе јазици и така што ми беше убаво, потоа не презема Црвен крст кога се растури невладините, уште подобро. Меѓутоа и таму беше со договор, нели, знаете, немаше веќе потреба, поплави, помина сите тие работи. И морав да се снаоѓам, ми кажа уште 2 до 3 максимум киријки ти покриваме и потоа снаоѓа се. Ќе изучуваш занет, јас не прифатив тоа, меѓувреме ми се јави еден другар од црква од Струмица и ми кажа дојди тука, многу е полесно за работа за машки личности на 30-та година и може нешто ќе направиме, ќе најме сместување и кириите се поевтините. И замина во Струмица, пред Замина во колку време? Струмица, исто и по совети на пријатели, но и на колку време психолози, замина? да, 2016 октомври, 2016. да, веќе 2 години сум таму. Како се навикна на Струмица? Па да, како помирно место, веројате, помирно се спие, мислам барем за мене кажувам, подалеку си од негативната енергија, од стресот, од сите тие проблеми кои што ги остава за себе и покрај тоа не е така едноставно. Меѓувреме јас бркам работи со адвокати за кои да се уште тоа тапка Тоа се процесот уште во трае. место. Да. За овие 2 години, дали успеа да работиш во Струмица? Работев, значи, на неколку места, претежно келнер се бара, нели, за машки има многу ресторани во Струмица, премногу. И се испробав, меѓутоа, ете, знаете, и проблемите, и времето, и поминување, не знам, на улица или не знам каде, си го прави своето, се натоложуваат болести, потоа кревање тешко, треба некој гајби, треба она. Знаете, секогаш кога ќе ти кажат Физички некој не си во кондиција. така, ќе ти кажат нели келнера, ама пропратно треба и нешто друго. Доев така. кила, нели, запаление на бубрез, едно друго и со раката имам проблеми, ми се тресат рацете, така што веќе почнав да рушам, да кршам по ресторани и кажа не си за тука, веќе муштерии почна да реагираат и веќе дојде и до прекин и на тоа.
И во меѓувреме веќе еве добри 2 месеци седам без работа и таму, последните пари ги трошам веќе до утре, заутре, не знам кога, побарав помош од тамошниот Црвен крст, кажав дека сум штитеник, дури вработен во Црвен крст. Кажа супер се окей, имаме ние и сместување, имаме дури можеме работа на друга. Меѓутоа, во моментов е проблем што не си жител на Струмица и не е регулирано со закон. Значи, како жител, не жител практично на Так. Струмица, немаш право Мора да... да обре граначалникот за да сите тие привилегии ги имаш како струмичанец. Јас поставив прашање како можат нели струмичани во Скопје со лична карта од Струмица, меѓутоа за жал така е регулирано, ми кажа и Ти си борец, тоа стои, се тоа што го раскажа, тоа го потврдува. Кога разговаравме предходно, ми кажа дека киријата ти е овој пат платена за уште некои така до 12 2 недели, да. така, и помалку од 2 недели, дека потоа повторно не знаеш. Така. Никаде, никако. Кога се обратив, тоа сакав да кажам исто, нели, многу често се навраќам на иритирачки факти и податоци. Исто така се изнервирав кога ми кажа во Црвен крст, се јавија некаде за вработување, нели, се обидоа со таа скопска лична карта, наводно. Им кажа, кој седи до тебе, седи представник на една маргинализирана група. Исто тој податок исто ми изреволтира, ми извади од такт. И јас си напишав еден статус пред некој ден и на Facebook објавив од високо образован и интелигентен до маргинализиран. Си го нагласив статусот и навистина така. Не знам зошто се карактеризира така. И тоа страшно ме боли. Друго Што за 10 дена, Зоран? Па не знам, еве сега не сакам да преюдицирам и тука сум на вашиот медиум прв пат во една подолга сторија, ве благодарам што ми дадовте простор и време. Меѓутоа сум бил на 4 медиуми што печатени, што аудиовизуелни и често новинарите се обраќаат, нели, почитувани граѓани, стопанственици, да, помогнете цркви, институции на систем, политичари. Сега ќе кажам, не сакам погрешно ме сватите, меѓутоа зошто ниеден медиум досега не кажа чеки овој дечко, момче не е битно, ќе го задржиме и ќе испитаме работната способност. Дали е навистина кадарен, надарен, со оглед на тоа што имам филолошки факултет, група македонски, положен испит за лектор, дипломскиот испит ми е дикција, право, говор и акцентологија. Така што значи може да се биде лектор, професор, спикер, новинар, имам вештина во изработка. Текстови работам веќе приватни часови, тоа сакам да напоменам со деца 23 години, меѓутоа тоа не може да се преживее од 200 денари текст. Давам што дома по семејства. Пишувам текст, родителите се чудени видени за 15 минути од секаква проблематика. Имаме се изработено за докторати, лекторирано некои работи и така. Меѓутоа, за жал, во овој институциите на системот и во оваа држава сум буквално потонат, како еден брод што тоне, така ми каже еден пријател вчера и буквално е така. А тебе практично до ова што можам да го слушам, на вистина, сега, кога би имал само работа, би бил доволно среќен и кадарен да дури заборавиш на се што ти се случува. Работа, меѓутоа другото што е многу битно, што нели сменив еден куп адвокати, што овој предметот врска со тоа што браќата, нели сега сакам да напоменам дека се незадоволни од одлуката на апелација на Врховен секај што може да тужат, веќе не може да додат до некоја дистанца, веќе отидоа до максимум. 2 години, 3 години речи си ме кочат, нема да подпишат, ми кажа никогаш нема подпишат за ниеден кооперативен договор, а имаше понуди, убави суми, пари за продажба куќата, меѓутоа ради таа дупка законот што ја користат не може да продадам, ниеден адвокат не издействува, дури за физичка дела било што треба подпишат, а не подпишуваат. Сакам исто да апелирам, значи, доколку станот, знам дека е невозможно, одземениот не може да се врати. Барем да се издействува за работа, една добра работа за секогаш, мислам дека заслужив. Не за случајот, со оглед на фактот што ме боли што какви гледам се вработени било каде. Неуки, необразовани. Изгубили надеж во институциите или се уште гледаш надеж? Па не знам, во Струмица уште повеќе се разочара, верувајте, бидејќи таму и централната и локалната власт се заедно, ги среќавам, се гушкаме, пиеме кафе, а потоа кога ќе се пише порака на Месенџер, на Facebook, ти си блокиран едноставно. Добивам блокови, од блокирање, повторно блокирање, не знам зашто е така. Тоа не можам никогаш да го сватам.
Ако си веќе со некој пријател, без разлика, ако те третира како пријател, без разлика дали е на повисока дистанца, политичар или било што. Сакам, не знам. И после се веруваш и во луѓето, и во Веруваме во луѓето, институциите. да, и во институциите, и уште еден податок кој што не го напоменав, исто е многу пречи што и додека работев по тие ресторани се обидоа, бидејќи имам само 6 години, 6 месеци и 4 дена стаж, што е недоволно и за минимална пензија, се прашувам веќе ќе остарам на добар пат, кој ќе ме рани по тоа. А не знам како ќе се собира тој стаж, бидејќи луѓе се обидоа да ме пријават, меѓутоа ради тие извршители, верувајте, немам ни еден ни два, туку на врат 3 извршители за земање Опрашање. кредит на Стопанска банка, за отплата на гробот кој што не беше доправено од државата, а ред други нерегулирани сметки неплатени дома, што ме стави моите долгови, за телефон кој што лично со министерот го одбравме тогаш, бидејќи бев убеден дека ќе добијам решение за неопределено, јас си земав скап телефон, на договор, нели предвремено раскинаа договор. Повторно со камата тоа, достигна долгот од некои си 56.000, сега со камата до ден денешен мислам дека е 170.000 денари, што исто така пречи, што не може дури луѓе кои што сакаат да донираат да пуштат на трансакцијска. Немаш Нема слободна да. сметка. Да. И тоа многу е пречи. Дури и документите што сакав да кажам, нели имав пожар, ми изгоря, обновувам, судбината да буквално се поиграва со мене, ќе кажат некој толку ли се марали, може би сум малери, не знам, се прашувам толку верник што сум сгрешил на Бога, да ме казни што се уште една поплава кога беа поплавите во Скопје. Значи живеам во Радишини на Бакалницата и тогаш ме фаќа живееше страшната во Радишини. поплава. Само што ги обнови сите документи, само реков, мајка, фала ти Господе што сум жив и здрав, а може и подобро да умрев, затоа што тогаш баш, само тогаш изгубив надеж. Пострашно е кога треба нови документи да вадиш, а знаеш дека се тие многу скапи. Една диплома денеска направена, мислам дека 4.000 денари, препис да се извади копија. Зоран, нашето време овде истече. Мене ми е задоволство што ти го дадов потребното време за да ги кажеме сите работи. Твојата сторија на вистина е и шокантна и на моменти да не му се верува, нели, на човек или на крајот Да, што многумина, на крајот го кажа извинете, ми ти, кажале зарем, дека блефираш, лажеш, психички неурамнотежен, затоа што мене на вистина ми се случија сите тие работи. Да. И не знам кога добедам. Да, не она знам. што велиш на самиот, велиш за е возможно да сум толку голем малер. Јас се надевам дека нели ова некој ќе го чуе, види, ќе ти ја даде Јас искрено се шансата, надевам. а тоа што јас ќе ти го посакам од оваа позиција е да продолжиш да бидеш борец, таков како што си бил и до сега. Постојано постои во тебе нешто што те одржува, Да, нели? единствено молитвите на живот, Сабајле најчер, така, вербата во па и Бога што ме црквата држува, тука да, секако друго. како дел од твојата приказна која што ете ти дава и кураж и храброст и волја за да продолжиш понатаму. Пред да ви се заблагам на крај само што ако не дозволите на минута сакам да упатам апел. Многу често луѓето велат ти си сега во Скопје, ти си во Струмица, ти си во Штип. Небитно значи. Јас барам помош од институциите на системот небитно каде. Јас не сум врзан за Струмица. Да. Мене веќе немам Ти си семејство, не ме врзува подготвен ништо. да одиш каде и да треба. Каде што ќе биде најубавото работно место, каде што сметаат дека е за мене погодно, што ќе има пристано место за живење. Исто сакам да апелирам моментот додека се средам и на тој црвен крст и заменување на лична карта или во Скопје било каде. Барем кога не се враќа станот, додека средам со продажба на куќата, сега некои си адвокати пробувам посилни вакви такви. Барем за тоа време, ако државата ништо друго, мислам дека тој стан што ми е насилно одземен, барем да ми овозможни можеби бесплатно сместување, додека се снајдам во следна прилика со добра плата, вработување, кај што можам сам да си ги покривам трошоците. Ти благодарам уште еднаш. Вие ти благодарам. посакувам многу среќа. Ја благодарам премногу за остапениот простор. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието, а ние се гледаме повторно за 7 дена, кога во следниот четврток повторно заедно ќе го работиме и ќе ве водиме низ Студио 1. До тогаш, довидување.